Ова е Плимут, Масачусетс, каде се одбележа првиот ден на благодарноста. Неколку километри подалеку се наоѓа жив историски музеј, каде начинот на живот на аџиите и традициите на денот на благодарноста се повторно создадени за посетителите. Имам толку многу да готвам за да се подготвам за денот на благодарноста, затоа што мажите донесоа мисирки. Застапени се и Вомпанок, домородните луѓе кои го споделија првиот ден на благодарноста со англиските колонисти. Членката на Вомпанок, Малиса Коста, ја надгледува изложбата. Луѓето се уште се тука. Сакам да мислат не само како во минатото или дури како домородните луѓе во минатото го славеле празникот, туку како во сегашноста што тие се уште се движат по својот пат, се уште ја поучуваат јавноста. Native people traveled. Главниот историчар на музеот Ричард Пекеринг вели дека првиот ден на благодарноста бил одбележан со меѓусебно почитување. На крајот тоа што се случува во Плимут во есента 1621 година е највисокото ниво на дипломатија. Вомпанок, кои денес имаат мала резервација во близина, склучија сојуз со аџиите. Тие дури им помогнаа на новодојденците да ја преживеат суровата втора зима, учејќи ги како да садат земјоделски култури и да живеат од земјата. Не треба да проектираме никаков вид недоверба на тој настан. Нејасно е како на крајот двете страни го делат оброкот. Племенската граѓанка и воспитувачка Пола Питерс вели дека аџиите пукале со пиштоли, а тоа пак го истражувало луѓето Вомпанок. Во одреден момент тие одлучија дека ова не е закана. Тие само ја слават својата жетва. И погодете што? Сите сме тука и сите ќе јадеме. Corn, beans and squash, there's maize, also the standing dish of New England, stewed pumpkin. Историчарите и другите прават образовни предпоставки за тоа што се јадело за време на тридневната гозба. Овие луѓе се вратија со птици, бидејќи се плод на сезоната. Таму има школки, има риба. Знаеме дека имало елени. Она што не е спорно е историјата на пресврти и уништување. Домородните американци претрпеа уште еднаш со пристигнување на бели колонисти. Тие си ја сакаат својата земја, ги сакаат надвор од таа земја и така гледате промена на ставот од став на восхит кон стереотип и подсмев. И токму таквата мисла им овозможува да сакаат да ги оттурнат од земјата без чувство на вина. Аџиите првично дојдоа во Америка во потрага по верска слобода, но очигледно не за сите, вели Питерс. Тие се жртвуваат толку многу за верската слобода, но не ја понудија истата милост кон домородните луѓе кои живеа овде од почеток. Како и многу американци, Питерс и Коста планира да го поминат денот на благодарноста со семејството, но тие ќе размислуваат и за жртвите на нивните предци. Because bark in the spring is full of sap.